Значи, уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за вашето одважување да бидете дел од ова работно тело, во моје име како координатор и во името на Советот на Општина Битола, кој донесе едногласна одлука за негово формирање со цел изработка на нова програма за поставување на урбана опрема на јавните површини на Општина Битола. Нашиот град од 2016 година има програма за поставување на урбана опрема на јавни површини, која беше тогаш со плански период од 2016 до 2017 година. Меѓутоа, за период од нецели 8 години, оваа програма претрпи 18 измени и дополнувања, што индицира на еден ексклузивен пристап наспроти современите тенденции за инклузивност во урбаните развојни процеси. Значи, денес станува јасна потребата од ревидирање, односно изготвување на нова програма согласно сегашните услови и можности кои ги нуди јавниот простор во контекст на еден современ, инклузивен и партиципативен пристап кон поставувањето на урбаната опрема. Како што напоменав, 18 измени за нецели 8 години, во некои години по 2, во некои по 1, во 2022 имаме дури 6 измени, 2023 имаме 4 измени и мислам дека мора да најдеме некаков начин и да не дозволуваме, освен оние да речам нормални промени од пролетно и проледен режим и зимски режим за поставување на одредени елементи од урбаната опрема, да не дозволиме да имаме толкав број на измени, туку да донесиме една програма не само за денес, туку која ќе овозможи и која ќе има и некаков развоен капацитет без толку многу измени. Овој состанок денес е воведен во кој треба да ги дефинираме чекорите кои ќе не донесат до справедливи и прифатливи програмски решенија кои во себе ќе ги содржат сите компоненти на одржливиот урбан развој и тоа не само економскиот, туку и социјалниот, заштитата на животната средина и секако културата, односно сочувувањето и заекнувањето на културниот идентитет на нашиот град. За таа цел треба да дефинираме стратешки и методолошки пристап во креирањето на визијата за поставување на урбаната опрема во градот, и тоа не само од технички аспект, туку и од естетски аспект, како и од аспект на урбана мобилност и прифатливост за сите корисници на јавниот простор. Ревидирањето и дефинирањето исто така оваа програма мора да биде во контекст на ревидирање и дефинирање на законската легислатива и подзаконските акти кои го тангираат обликационите делови поврзани со пристапот кон урбаната опрема. И исто така треба да обезбедиме дефинирање на технички и естетски обликовни параметри, односно услови, согласно систематизираните и групираните елементи по сродност, по кои ќе се водат сите инвеститори во пристапот кон барањата за поставување на урбана опрема. Кога мислам на сите инвеститори, не мислам само на приватните, туку и она урбана опрема која има обврска да ја постави Општина Битола. Пошто ќе се добие ревидирано, односно нов, целосен интегриран документ, софат на целата материја и целото подрачје на градот, базиран не само на сегашните потреби, туку и на развојните визии на градот, со цел да се спречат индивидуални, парцијални измени надвор од овој контекст. И секако да се изнајде справедлив и облигационен начин за следење на исправноста на имплементирањето на данените одредби на оваа програма, што мислам дека сега представува сериозен проблем. Денес овде треба да ги дефинираме чекорите
кој треба да работиме и за таа цел е точно овај состанок и затоа јас не би сакала многу да одолговлекувам, туку да замолам од представниците од општина Битола да ни ја потврдат спремноста за отпочнување на изработка на нова програма за поставување на урбана опрема на јавна површина на општина Битола, потоа да се потврди изготвувачот на оваа програма, да се дефинират начинот на вклученост на представниците од стручната фела во самиот процес на изготвување на програмата од страна на овластениот изготвувач. Исто така, многу е битно и да се дефинира временска рамка за изработка на оваа програма и на крај да се дефинира начинот на вклученост на поширокиот состав на ова работно тело во постапката за изработка преку неколку периодични состаноци и завршен состанок на кој ќе биде презентирана нацрт верзијата на новата програма. Мојата улога како представник на Советот на општина Битола во ова тело е координативна и спремна сум да ги прифатам сите одлуки на ова тело донесени на инклузивен и партиципативен начин, а верувам дека во интерес на сите граѓани на Битола тоа ќе го направат и останатите советници. Сепак сакам сите да ве поттикнам да размислувате за сегашната состојба на поставената урбана опрема и нејзиното влијание врз урбаната мобилност и естетските карактеристики на јавниот простор на градот, да ги детерминирате проблемите и да предложите можни решенија за подобрување на состојбата, и тоа не само во централното градско јадро, туку и пошироко на подрачјето на целиот град. И ова да се однесува на сите групирани елементи по сродство, онака како што се дадени во постоечката програма. Сакам овде сите присутни да ве потсетам дека кога зборувам за урбана опрема, не мислам само на угостителските објекти и урбаната опрема кои тие поставуваат. Овде се работи и за опремата за продажба на билети на јавен простор, паркинзи, за билети за паркинзи, весници, кондиторски производи, сувенири, сладолед, цвеќиња, храна и слично, објекти за обезбедување на дипломатско-конзуларните представништва, објекти на органите на државната управа и резиденцијалните објекти, автобуските стојалишта, поштенските сандачиња и телефонските говорници, опремата во функција на хуманитарни, туристички, културни, спортски изложбени активности, рекламно-промотивните паноа за настани, манифестации и празници. Потоа јавните санитарни јазли, терасите со или без настрешница, отворени понкриени шанкови, платформи за јавни манифестации, отворени летни сцени, рекламно-информативни паноа, детски игралишта и опрема за забава на деца, фонтани, чешми, канделабри, клупи, корпи за отпадоци, паркиралишта за велосипеди, жардинјери, играничници, тезги, полици, витрини, фрижидери, туристичка сигналитика, бариери за заштита на зеленилото и пешачките патеки и опрема за спортско-рекреативни активности. Исто така, би ве замолила да направите напор да согледате преку лични искуства и материјали достапни на интернет како се постапува кон поставувањето на урбаната опрема надвор од Битола и Република Македонија, особено во градовите кои имаат историски контекст како што е нашата Битола. И нека ова ни биде, меѓу другото, тема за дискусија на првиот следен состанок. Во интерес на работата на ова тело, пуштив еден список на кој би сакала да го напишите вашиот мејл, за да можам да ви по мејл да ви ги пратам и ова првична програма од 2016 и сите измени и дополнувања кои се досега направени, оние 18 за кои претходно зборувавме. Сега би сакала да го замолам представникот од општината да ни кажи дали имаме реална можност и спремност да отпочнеме со изработка на ваква нова програма и кој би бил изработувачот и дали остануваме, пошто сите програми ги работеше јавното
да биде јавното предпријатие за урбанизам. Согласно програмата за економски развој која е изгласана на Советот, имаме ставка која предвидува финансиски средства за изработка на ваква нова, така се договорихме, нели нова програма за поставување на урбана опрема. Спремноста на одделението секогаш е спремна, меѓутоа треба, јас очекувам дека согласно вие тоа што го рековте, дека на овие присутни стручни лица, да речем, од сите области и приватни, да речем, компании и така натаму, од ова тело ќе произлези практично проектната програма која јас треба да му ја дадам на идниот изработувач на програмата за поставување на урбана опрема. Значи, тоа убаво го рековте, сите треба убаво да разгледаме постоечката со се измените и врз основа на неја да дадеме наши предлози за подобрување на истата програма. Откако ќе го добиеме тој документ, нели консултиран со сите, прифатен и така натаму, ќе објавиме јавна набавка. Не е изработувач јавното предпријатие за проектирање, тоа е изработувач на измените. Основната програма ја правише друга компанија, така да тоа ќе оди на тендер. Дали ќе се јави, мислам може и да оди и на јавното. Ќе видиме како ќе биде, меѓутоа без проектна програма, квалитетна, нормално таа е предлог проектна програма, идниот изработувач ќе разгледа и ќе даде и негови предлози нормално, кои ќе сигурно за подобрување на оваа програма. Така да ние сме спремни од кој ќе произлези сите заклучоци, забелешки, консултации, мислења и така натаму, сето тоа да му го предочиме на тој идниот изработувач како предлог проектна програма. И после тоа ќе се склучи нормално договор, ќе се изработи разумен рок ќе да има за изработката и тоа е начинот. Да. Инаку дали сме спремни, нормално ќе исполниме задачата на линијата за економски развој. Мислев, дали сме правно спремни дека може да се објави тендер за јавна набавка за изготвување на нова програма. Да, спремни сме, меѓутоа без проектна програма, секоја јавна набавка за изработка на било каква техничка документација мора да има проектна програма. Јас сметам, не знам, сега ќе побарам за дискусија и другите, дека ова тело ќе може да даде само нацрт подточки во кои треба да се движи програмата, дека сепак мислам дека проектната програма не може целосно да изготви ова работно тело и мислам дека ќе нема такви ингеренции, меѓутоа може да даде основни смерници каде треба да се движи новата програма и во однос на методолошкиот пристап и во однос на законската регулатива и во однос на тоа што треба да постигне на крајот за урбаниот развој ваквата програма. Следно, кој да биде изготвувач, треба да донесеме некаков заклучок дека кој да биде изготвувач мора од ова тело како еден заклучок, тоа е мој предлог, да биде вклучено пошироко стручната фела во еден процес, значи да не оставиме без разлика дали е тоа приватен оператор или е јавното предпријатие, мора да бидат вклучени и целта на оваа програма беше да биде вклучена стручната фела во изработка на програмата и тоа да биде лично, мислам, мој предлог е сега во тендерската објава да стои дека спремност за вклучување на представници од стручната фела да се има. Да се биде. Не знам дали се... Значи да. Во Законот за јавни набавки покрај комисијата што ја разгледува јавната набавка има и стручни служби, стручни луѓе и надворешни кои што може да бидат вклучени во сето тоа. Во комисијата за јавни набавки. Не одлучува, меѓутоа е така да можеме да одредиме во комисијата за јавни набавки, туку мислам дека во јавната набавка таа комисија да даде облигација дека операторот кој ќе изготвува мора да вклучи поширока стручна фела, а не само тој да изготвува програмата. Да.
Па добро, еве ја стручната фела. Значи сите сме стручни, да речем сите што се поканите, јас ги почитувам со предлого и ова тело што е доволно стручно, да речем, за да и колку имаме 30 члена, 25, не знам колку. Доволно е тоа да биде неговите заклучоци и консултации да биде дел од таа идна проектна програма за изработка на програмата за. Значи, кои други да ги вклучиме или ако направиме помало тело некое, кој ќе биде стручно тело во рамките на Комисијата за јавни набавки, кај што ќе дава помош на Комисијата за јавни набавки. Комисијата за јавни набавки го спроведува само законот, не е стручна за секоја област. Него законот го спроведува. Моето размислување е не други стручни лица, туку во рамките на оваа комисија помала група кој ќе го прикажуваат сигурно. Ова група може да се состани и да ги разгледа основните потреби, барања и можности за поставување на урбана опрема, која ќе помала група која ќе го представува мислењето на стручната фела. Не знам дали се согласуваат. Значи ќе има можеби повеќе понудувачи. Момент само кратко. Да. Значи само кратко. Значи вака, Комисијата за јавна набавка го спроведува јавната набавка. Да, и одлучува кој ќе биде избран. Во дело, во таа комисија може да бидат надворешни членови кои што се стручни и може да и дават мислење на комисијата. При работата на јавната набавка, да. Да, тоа беше барањето. Јас сега отворам дискусија околу начинот на работа на телото, дали има некои предлози и сугестии како, за да бидеме поекспедитивни во работата, како треба да работи телото. Да. Капи, извини. Мој предлог да не се вртиме во круг. Тука имаме од сите можни субјекти представници. Сметам дека за почеток треба секој сектор да го наречам, пример архитектите, угостителите, заводот, секој да си кажи свое мислење. Ние сепак сме тука советници, не можеме ние да кажеме, како што кажавте и вие, дека ние сме тука во координативна улога. Секој од нив да си ги кажи своите ставови секако општината. Значи, мојот предлог е дека секој субјект треба да си каже што очекува од таа програма. А понатаму да се разгледуваат тие предлози, забелешки и зошто да и зошто не. Може да биде и ова како прифатливо решение, Дејан? Имам некој искуство од претходната програма што се изготвуваше за Општина Битола и мој предлог би бил во ова дека ние треба паралелно да одиме со изготвување на програмата и воедно телото, како што кажавте вие и сите засегнати страни, да окажат своето мислење во време на изготвувањето. Оваа програма не е некој дизајнерски доем или нешто слично, истата е само спроведување на повеќе закони во една програма која што ќе дозволи со законска регулатива да се регулираат истите тие. Како искуство од претходната програма, бидејќи Општина Битола е голема територија, ние тоа разгледувавме неколку зони кои што биле разгледани, како Широксока, Старата чаршија, Новиот Реонски пазар. Натаму сметам дека ова програма треба да се насочи кон развивање на нови зони. Истите тие, во секоја зона, како што кажавте, има клупи, корпи за отпадоци покрај угостителските објекти кои што треба да бидат реализирани и да бидат во одреден концепт на кој што може тоаш самата општина или некој друго тело да распишува конкурс каков би бил изгледот на тие работи. Меѓутоа мора да се насочи првен на зоните истите што се, за да може да се реализираат. Законската регулатива вика дека програмата за урбана опрема треба да се носи на годишно ниво. Истата, значи ние ако оваа година ги разговараме началото, ние можеме да дајме една зона, пример ќе карикирам, паркот Стив Наумов за реализација, бидејќи на крајот програмата треба да се напише временски рок кога таа би се реализирала. Ние ако опфатиме целиот град и да направиме најидеалната програма, таа нема да може да се реализира. Самите потреби на граѓаните ќе се менат во наредните 5 години дори да се реализира истата. Така да мислам дека треба да се дојди првенствено да се знае дека имаме изработувач
изработувачот да дојде тука и ние гледаме, да, согласно законот за заштита на старото градско јадро, овие работи не може да се имплементират, или согласно закон за пристап на инвалиди и слични закони. Има многу повеќе проблеми кои што за да се дојде решението е самото решение напишано во законите. Ние само треба како стручно тело и како заинтересирани страни да ги подкрепиме со аргументи сите тие закони за да може да се донесе конечна одлука дека нештото може или не може да биде на таа позиција конкретно за урбано право. Фала, Дејан, и мојот став беше ист, дека во интерес да не се долговлекува процесот, ние првен, пошто урбаната опрема, како се прави програмата за урбана опрема, е јасно дефинирано со законот за градење, член 80-80а, ако не се лажам така некако беше, и дека ние немаме никаква кочница да го распишиме тендерот, само да го ставиме условот дека во изработката, без разлика кој оператор ќе биде избран, ќе мора да соработува и да ги почитува мислењата и дискусите и барањата на ова работно тело и одлуките. Во ред, меѓутоа, јас морам да му дефинирам обем на работа за да дај цена тој. А барем 90%, значи во сите јавни набавки за изработка на техничка документација ние даваме предлог проектна програма, која на крајот, кога ќе се изработи, сето тоа станува проектна програма. Така да, како ќе му кажем, јас ќе дај ми цена, а не знаеш што ќе работиш. Значи ние треба да ги дефинираме голем дел од работата да дефинираме што тој ќе сработи за да ми дај цена на крајот. И после на крајот ќе рече извините, ние за ова не сме договоривме. Јас ви дав цена за ова. Така да голем дел од работата ние требаше сега да ја насочиме колку, не е спорно тој дека кој ќе најди на било каков проблем или наша сугестија да имплементира од после, од кој ќе почне да работи програмава, врз основа на заклучоците дополнителни или сегашни нова тел. Така да јас морам да бидеме на чисто за што нарачуваме и што ќе добиеме, за која цена. Не знам. Корлевски? Не, кажи ке. Се извинуваме вака како дел од ова тело, значи без оглед што не сум архитекта, значи како советник го предложивме тоа уште кога носевме буџетот и кога носевме програмата во делот на одделението на Венцо Шишкин. Имаме еден предлог. Моето размислување е прво да почнеме што сакаме да постигнеме во урбаната опрема. Број 1. Ќе развиеме туризмот, архитектонското решение, ќе осредиме проблемот со угостителството, што кој дел? Зошто го велам тоа? На почеток звучи така несериозно, може. Ако одиме да развиваме гранка, прво ние треба збораме за Битола е културен град, широк сокак, старо градско јадро, чаршијата и така натаму. Не може да ни се случува нас во Битола, ако имаме маркица за градба во некое место дека овде е за економски дел, овде е за згради, тука е за јавни површини, така. Ние немаме уште во општина Битола каде се може гостителство. Зошто? Затоа што ни се случува. Ќе донесеме програмата за угостителство. Оваа година, сега ги гледам, се извинувам, Python, портал и така натаму. Тие кафичи, така? И вибраци. И тие, и велиме дека е добро, убаво е направено, убозничи. По една година, од Каршија тој што бил за спортска опрема или за тие работи, го продава бизнисот било која причина и прави кафичи, после, тесен е широк сокак. Значи мора да ги заштитиме прво тие бизниси. Туризмот, угостителството. Велиме дека на овие маркици може да има угостителски објекти. На овие може да има друг субјект. И тоа ќе треба да трае најмалце во наредните 10-15 години. За да не им се случува секоја година, знаете, сега го правиме, се сближват,
па се расшируваат, па не чини широк сокак, па чири и така натаму. Значи, ме разбирате што сакам да кажем? Дека, да, овие се веќе постоечки објекти. Влегваат во урбаната опрема и тие ги имаат таа дозвола. Се што е наредно, што сака, или нека го купи бизнисот комплет како постоечки, или наредна локација ќе биде чаршијата, ќе биде друга локација, што спомна Дејан и така натаму. Не може да биде паралелно нешто до него. Прво заради конкуренција, нелојална, збораме од моментот, утре му текнува на било кој советници, градоначалник и така натаму, нова работа. После го оптеретуваме одделението. И треба да нарача нова програма. Значи, се што сме правиле, попуневаш. Во кој сакате дел да збораме? Јас зборам се насочив директно за ugostiteljството и туризмот. Затоа што тоа реално е прво нешто што ни е проблем. За другата урбана управа зборам низ градот, тоа нормално професионалците си има каде може канделабри, каде може клуб и така натаму, паркови и зеленило се знае. Меѓутоа вовде не знам зашто не сакаме тој дел. Со одлука на Совет ќе донесиме дека овие луѓе кои што 20-30 години работеле и сега има дозвола, тие се и влегват во програмата во која што ќе биде наредните 5 години, ќе ја нарачаме таква како што ќе биде. Секој нареден што сака во наредната година, по 2, по 3, по 4 години, ги имате слободните места кои што се у чаршијата. На тој начин ќе ја заживееме чаршијата, ако сакат да имат нови, збораме угостителски објекти и така натаму, ќе му дајме шанса и нема прво да се створи тој гареж, да збораме секоја година дали е тесен или широк сокакот. Нема да збораме дали треба од која боја да бидат направени, од едните веќе направиле, ама на овој другиот му текнало друга боја и друг материјал. Во секој случај, како и да се одлучим, значи, Ке го искажам мојот дел, со окей, нека се изборат клиентелистички, ние решаваме за наредните 5 години, 4 години. Не зборуваме од денес за утре, тоа ни се случува и во претходниот мандат, дали ги има или ги нема. Тогаш кога збораја професионалците, велеа да ги има. Кога се заношеше законот, да ги има, бидејќи требало простор да има. Тогаш се донесе одлука кога не бевме советници, да ги има, ги натера да направат, направија. Да ги има, сега не чинеле, не да ги нема. Да, извинете, Жан, кога ќе заврши Корлевски, Снежана. Корле? Значи, јас се извинувам, давам предлог. Ако не се допаѓа, ако не е добар, ако не чини, во ред. А кој ги донесол, се извинувам, си има луѓе кои гласале, кои го донесле законот и така натаму. Јас давам предлог мислење, дека треба, кога ќе ја правите таа програма, вие професионалците, пред се ние да донесеме одлука што сакаме да постигнеме. Добро. Жане? Значи вака, постојат законска регулатива што мора да се почитува. И програмата која ше 2016-2017 е супер во однос на законската регулатива, апсолутно. Идеја на она што го кажа е точно. Се менуваат навики и затоа ние пристапивме кон нова изменувања, че мора да има да ги следиме сите токови. Меѓутоа, постојат многу закони и се знае кој е во центарот на вниманието и се знае колкава треба да биде пешачката површина. Во таа пешачка површина е точно определено дека ништо не може да влегува. Кои се останатите механизми кои што треба тоа да го спроведува, тоа е веќе друга работа. Урбаната опрема дава општи насоки. Таа не навлегува во деталите. Ги дава максималните граници до кои што може нешто да се постави. Ги дава и ограничувањата кои што треба. Значи, што не треба да се узурпира, што не треба да постои, како треба да бидат тендите. Значи, се таа поставува. За секој дел од тие 20 некои точки во урбаната опрема. И измените и дополнувањата што се направија, само неколку точки се нови. Останатите воопшто не ја чепна постојната урбана во смисло да се смени текст или нешто друго. Само локации се додава заради тоа што се јави потреба. Ние не можеме да ограничуваме кој објект ќе биде
угостителски, кој објект нема да биде угостителски. Ние даваме можност, ако некој објект ја смени својата дејност, кои се условите за да постави урбана опрема во однос на неговата дејност. Толку, не можеме да навлегуваме во другото. И не смееме. Чулаковски? Во контекст на моабетот околу закони и околу оштетување на централно градско јадро, во моментот во групата ќе ви пратам една слика каде што во моментот се поставуваат клупи на широк сокак, кои што се бушат плочките и се заштрафуваат со штрафови. Значи во моментот општината, поставувајќи таква урбана опрема, го оштетува широк сокак, бушејќи значи ги плочките, а од друга страна ние забрануваме на кој да било друг да ги буши плочките. А ние сами како општина ги бушиме плочките и ќе молам некој да ми одговори кој ги одобри овие клупи вакви да се постават, кој ги изработи, кој беше изведувач, бидејќи баш за тоа разговараме сега. Во моментот се поставуваат некакви клупи на широк сокак кои што не можат на тој начин да се поставуваат. Марио? Јас како што разбрав, денес овде треба да биде конститутивна седница на ова тело. Како што разбрав представникот на општината, ние ова тело треба да припреми предлог некаков, кој ќе треба некој тело, орган на тендер да го добие и да работи спрема тој предлог, ова тело што ќе го изработи. Затоа мислам дека се почнуваме да се распленуваме во детали на нештото. Мој предлог е како да дојдеме до таа работа, да го спремиме документот за да може на тендер да излези, за да можат да се пријават и да знаат колку треба да понудат цена, како што рекоа фирмите или јавните предпријатија за изработка на таков документ. Јас мислам дека од ова тело треба да се одберат неколку души кои ќе носат овој цел проект и точка по точка да се заокружува. Значи, ако дојде делот кај што е за гостителство, тогаш ние ќе се вклучиме. Значи, нема да се вклучиме во другите точки. Значи, зборувам дека точка по точка треба да се решава и така треба да се викат одговорните луѓе кои се засегнати со тие проблематики и така да ги решаваме. И да дојдеме до тој предлог кој треба општината да даде за да може тендер да објави за. Иначе сега да дебатираме за точките, мислам дека не е време. Сега треба да се договориме како да го направиме тој документ. Тоа е моје мислење. Исто така, некој друг. Тања? Секогаш ќе постои таа тензија, па кој го направи ова, па ќе му текна вака и слично, дали, например, во овој контекст не може да се направат конкурсни решенија, да се вклучи поголем дел од фелата, така, и поголеми мислења, па после изработувачот на таа проектна документација, по избраните решенија, ќе направи проектната програма и ќе има тие финансиска конструкција на целата работа. Зборувам се, значи, за урбана опрема, што е само општо пред сите нас, да речеме, широк сокак или слично, така, на поќе јавни места. Дали не држи ова вода воопшто, пошто мислам дека секогаш ќе имаме проблеми во врска со изборот на правиот тип, правиот визуелен впечаток на таа урбана опрема. Јас сега ќе се обидам во контекст на тоа што го кажа Жането. Значи, ова програма дава само смерници каде може да се постави во однос на урбана мобилност, во однос на висински поставувања, во однос на, особено во однос на урбаната мобилност на градот, да не ја спречи урбаната мобилност на градот, било каков тип од урбаната опрема од тие 22 точки кои ги споменавме и ги прочитавме и ги кажавме. За секој од овие 22 точки, во зависност од периодот кој е во интерес на општината да ги направи, може да се направат такви тендери. Меѓутоа, сега концептот на програмата, од неа треба да произлези тендерската документација, а не обратно, од добиените, од неа треба да конкурсната документација, не обратно од конкурсната документација, тоа е мојот став. Затоа јас го предложив, го дадов тој предлог, дека секој од нас, особено во писмена форма, ако можеме да сме спремени не да се расплинуваме во дискусија, да кажеме наш став и мислење
да бидеме искрени пред себе си, сите, не само како стручна фела, и туку граѓани на овој град, со 3 реченици на едно ливче да го запишеме на што го предложив. Што мислиме за сегашниот начин на поставувањето на урбаната опрема, што е тоа што ни смета, кој е проблемот, што сакаме да промениме и какви се можните решенија. Без разлика, не зборувам само за стручната фила, туку и за корисниците на јавната опрема, без разлика дали се работи за кафетерии, автобуски постојки или не знам кој не од овие други точки. Верувајте, кога некој ќе се обиди да го запиши тоа во неколку реченици, станува малце поискрен кон себе си и точно внимава кои зборови ќе употреби, што мисли за овие проблеми кои ги кажувам. Тоа е едниот проблем с урбаната опрема во Битола, а другиот е став околу тоа како се пристапува кон решавањето на проблемот с урбаната опрема во други градови, особено со историски концепт. Тоа ми беше идејата мене за следниот состанок и оттаму да произлезат смерниците околу дефинирањето на проектната програма за тендерот кој треба да го објави општина Битола. Меѓутоа, да се очекува дека ова работно тело ќе изработи точна тендерска проектна програма по која ќе се објави, мислам дека прво ние не сме овластени тоа нешто да го направиме и не е коректно, и предлогот на Марио дека треба да се одбери една група, особено од стручната фела, која ќе може да ги да си дадеме еден рок. Ова што го зборувам, јас ги запишав сите мејлови, можеме да направиме една група, секој од нас да ги даде на писмено своите забелешки, за да може да се сублимираат тие забелешки, за да не се расплинваме во бескрајни дискусии. Еве, јас ќе си земам за обврска да ги проследам и да ги доставам до тоа, да речам, потесно тело на стручни лица, кој на крај на следниот состанок можеме да излезиме со сублимирани резултати, ставови и визии, па макар имам овде и некоја презентација каква е урбаната опрема денес во Битола, со некои фотографии, може некој ќе се нафати тоа да го направи, што очекуваме од неа да биде со фотографии од позитивни примери во светот. И на тој наследниот состанок да ги добиете како заклучок нашите ставови, врз база на тоа да се распиши тендерот и потоа во текот на изработката да имаме барем уште 2 состаноци за да ни го кажат текот на работата на тие кои ќе го прават и на крајот да имаме завршен состанок на кој ќе биде презентирана нацрт верзијата. Јас мислам дека се тие најреалните чекори за ние да стигнеме до некакво решение. Не знам ако има некој друг предлог или да повели. Ако може јас уште еднаш, значи предлогот на Тања е супер, тоа е дел од програмата, дел од обемот на работата. Не да имаме конкурсно решение пред него во самата изработка на проектната програма и треба тоа да биде дефинирано проектната програма дека изработувачот треба да изработи 3 идејни решенија за автобуска постојка. И тој кој ќе изработи 3 ќе рече тоа ме кошта мене 200 евра. Така, ќе го стави во ценава. За сите тие клупите вакви да бидат, ова вака да биде, значи под конкурс, тоа е конкурсното решение практично и комисијата за јавни набавки што ќе оспроведува постапката и заклучно со луѓето што ќе бидат стручни во комисијата како надворешни членови ќе одлучат ова решение е најдобро. Така? Меѓутоа, сето тоа транспарентно со сите проектната програма што ќе се одржи така натаму, значи секој добар, ова е добар предлог и така да биде. Значи не мора да значи како ќе дефинираш ти автобуска постојка. Јас ја сакам ваква, пример. Ќе понудиш 3 решенија. Ма тоа е тоа, значи взе на тоа е тоа што го вика Тања, тоа така да конкурс, на конкурс и транспарентно. Да, очекувам еве и од музеот да речи да луѓе ова не може ваму вака, мора вака да види, така? Извинете, Зоран бараше збор. Од друг да речам дел. Зоран? Сакам да бидеме малце поконкретни, барем така мислам во овој дел од работа. Значи се дискутира, луѓето воопшто не знаат и не се запознаени со програмата што била. Мислам дека таа треба да се достави до сите,
да се запознаат, секој од својот дел, угостителите не морало да ја читат цела, само до делот нив што ги интересира, па врз основа на тоа после да се дадат кај се забелешките и некои предлози. Ова што рековте трите реченици. Иначе врз основа другото ќе биде само список на желби. Точно заради тоа јас побарав мејлови од сите и си зедов за обврска дека денес во текот на денот на сите присутни ќе ви ја пуштам и таја програма и 18-те измени и дополнувања на истата. Да, ма сега да напишеме некои три реченици. Не зборував за сега. Да бидат доставени исто така на мејл, да се сублимират, за да ги имаме како готови за следниот состанок кој најбрзо што може ќе го организираме. Најбрзото, мислам, некои рокови од прилика. Најбрзо збораме за една недела или 10 дена. Ние останавме доследни на одлуката дека од кога го конституиравме телото, за 7 до 10 дена ќе го свикаме состанокот и ќе соврзиме повторно од 7 до 10 дена да го свикаме следниот состанок, кој ќе биде иницијален за распишување на тендерската постапка. Добро, ти ќе треба, например, после да бидат и запознаени сите со законските ограничувања од различните закони. Да, ги пишува и во програмата и може би некој од колегите токму тоа ќе го даде. Кои се законски ограничувања? А за дизајнот се распишува архитектонски конкурс. Да, Тоа тоа е апсолутно обавезно. не треба да биде дел од Па урбаната тоа треба да опрема. биде една од целите на програмата, дека за секое дизајнерско решение на урбаната Ќе се опрема распише мора конкурс. да има јавен конкурс. Иначе програмата место положбата ќе одреди генералните ограничувања Така, и дозволување. така. Тоа мислам што може да се поставиш. Габи? Само да се надоврзам на Дејан, мислам дека беше дечкото. Така Дејан беше. Јас тотално се сложувам со него дека прво треба да се фокусираме на зони. Значи сите треба да разбереме што ни е во моментот приоритет. Приоритет не се угостителските објекти кои навистина, ако има некаква измена, треба да внесат финансиски средства. Ако почнеме сериозно, не може да се расплениме точно како што кажа на цел град, треба да се одберат зони кои во моментот се приоритетни. Тоа е мое мислење, за да не се расплинваме сегде, да стигнеме и до клупите и до се, не дека тоа не е проблем, меѓутоа ние имаме во моментот, мислам, поголем приоритет. Дали ќе се оди само на чаршија, на широк сокак, не можам. Мислам, стварно не сум стручна јас да кажам, меѓутоа сметам дека треба да се определат некои зони каде имаме приоритети. Јас ова го кажувам и наназад неколку години, дека и плаќањето на урбаната опрема не може да биде сегде исто, а секаде е исто, бидејќи немаме зони на поставување на таква урбана опрема. Мојот предлог е и ова на Дејан да влези како едно од барањата, да се почне со приоритетни зони. Значи, покрај двете точки за ситуацијата во Битола и можностите надвор од нив ставови, да се даде предлог за дефинирање... Да, извини. Значи, делење на зони не може. Мислам, може да има, ама приоритетни разработки на урбаната опрема не може. Затоа што нас урбаната опрема ни е потребна во секој момент целосна. Не знаеме во кој момент какво барање ќе пристигне од некој од барателите. Дали ќе биде тотем, дали ќе биде рекламно пано и во кој дел од градот, ние не знаеме. Не може да чекаме сега ќе правиме широк сокак, па ќе ја правиме чаршијата. Целата урбана опрема и дефинирање на сите потребни елементи треба во едно да се направи. Делење на зони да, во однос на Конкурсни решенија и на тие. тежината на центарот на широк сокак и на решенијата кои се потребни да ги издействуваме од целата ова работа. Меѓутоа, целосно мора да ја опфатиме целата потреба на сите детали, сите елементи, сите поединости кои се во урбаната опрема. Значи, целосна обработка, проектна програма ни треба со дефинирање на елементите кои се урбана опрема, кои представуваат согласно законската регулатива, согласно предходните искуства и согласно потребите на жителите во Битола, да речам, инвеститорите и сите тие работи.
Не може да ги делиме работите. Во едно треба целосно да биде изработена. Второ, при самата изработка, откако ќе помине јавната набавка и ќе го дефинираме изработувачо, при изработката ќе имаме вакви средби каде што изработувачот ќе предлага решенија, а ние ќе ги дополнуваме или ќе ги променуваме доколку не сме задоволни со идеите негови. Значи само така паралелна работа да биде побрзо. Дефинирање што треба тој да стави во мапата на град Битола и потоа да ни тука предложи како тоа го замислува. Се во едно. Не може да лети. А на зони може да ги поделиме, веќе имаме ние важни зони, приоритетни зони и имаме помошни зони, а цела Битола веќе бара се и се што. Немаме дел од градот каде што не е побарано. Тоа што сме направили 18 промени на таа програма на урбана опрема, тоа значи дека ние сме работеле и сме се прилагодвале кон барањата на инвеститорите да ги крстат. Добро, јас А дека има вакуум гледам периоди, на има, сето тоа, и дека забушават, и тоа ќе го кажам, и дека едвам чекат нешто да има промени, па тие да не поднесват барање. Значи, вакуум период, најголем проблем имаме со вакуум периодите, каде што тие ништо не пријавуваат, а на лице место опремата стои. Тука е најголемиот проблем. Во секој случај Од страна на општината сега зборувам. Зборувам дека програмата согласно закон се носи еднаш годишно и важи за целата година, согласно закон, а не се прават 6 измени во една година по желбите на поединци. Кој сака да направи нешто, ќе си почека следната програма или ќе се прилагоди на одредбите на програмата кои се од претходната година. Причини кои ние тоа што сме го правеле. Значи, за да се изработи еден детски парк со крлешки, не може чакаме ние 5 години во програма. Затоа една од одредниците на програмата мора да биде развојна компонента да има. Значи, Анастасија има тука и други многу причини кои влијаат. И не може некој пат да се чека и затоа и тоа е законска регулатива каде што сме пристапиле кон мали промени. Значи уште една значка за детски парк или за нешто друго. И тоа ја зголемува квалитетот на живење на граѓаните. Па тоа е и целта. Не е целта ние да чакаме програми и карти. Да, целта е во тоа, меѓутоа ние како да речам како Совет на општина Битола и општина Битола треба да имаме спремни микролокации за детски паркови и обратно да пристапиме кога некој ќе се обрати и да сака да донира урбана опрема за детски парк, ние да имаме спремни микролокации предвидени во оваа програма, а не да креираме микролокација врз база на желбите на некој инвеститор дека сака да направи детски парк. Искрено, јас не се сложувам. Ние од паркот направивме Дизниленд. Кој посака да донира урбана опрема детска, ние му овозможивме можност да ја постави таму. Без разлика што имаме и делови каде што има уште важечки проект како требаше да изгледа паркот, се стигнавме, кладовме во паркот. За мене збогатување содржините и квалитет. Збогатување на содржината не значи квалитет. Секогаш за мене од 17 до сега знаеш колку промени има во начинот на живот и во технологија. Затоа цело време нагласувам дека мора ова програма да има развојна компонента. Кој има толку добра визија да испланира урбана програма за наредните 20 години и во неа никаква промена да нема, секоја чест. Не, развојната програма трае еднаш годишно, не за 20 години. Да секоја година имаме можност да ја дополнуваме. Добро, исто сме, да не се расправаме, значи стварно треба да се мисли унапред, ама не може се да мислиме унапред. Дејан? Јас сакав да кажам само да појаснам за зоните Ш. Значи, во секој случај програмата мора да го опфати целиот град. Конкретно ќе земам за пример само пешачките патеки. Во програмата пишува дека секоја пешачка патека мора да остане 1,5 метри слободна, меѓутоа по исклучок зоната широк сокак мора да остане 4,5 метри слободно, бидејќи има поголем пешачки сообраќај во истата. И затоа тие се поделени на некакви сезони, а потоа, ако се разгледуваат, сега имаме и
нов дел од градот, цела касарна која што треба да влезе со урбана опрема, бидејќи таму нема ни клупа, ни канта, ни ништо, веќе живеат луѓе. Значи, тие зони треба да влезат со архитектонско решение, во однос на таа, ќе карикирам, во таа модерна населба, ние треба да имаме модерни канти. Во на широк сокак ние треба да имаме некои што одговарат на истиот амбиент. Така да зоните не се конкретно дека треба да се насочи програмата на само на една зона, туку на параметрите што би биле потребни за истата. Ако метар и пол е минималниот тротар, доколку имаме ние повеќе сообраќај, тој мора да се зголеми. Тоа е само со целото тоа зонирање, не е дека ќе разгледваме само една опција. Значи во ред, и нормално и така законодавецот бара да се изготви целосна програма за период од една година со сите параметри кои Љубица ги кажа и треба да бидат. Меѓутоа во одредбите ние можеме да додадеме на кој начин ќе бидат техничките решенија, донесени техничките решенија и естетско-дизајнерските решенија на урбаната опрема. За мене е тоа најоправдано да биде направено. Значи, затоа, уште еднаш повторувам, дека за мене најрационален чекор е ова што викам, дека во писмена форма ние треба сите искрено пред себе си да си кажеме што мислиме, кои се нашите ставови, да ги воочиме проблемите и да предложиме предлог решенија, за да можеме да ја дооформиме проектната програма, која веќе ја имаме во тај од 2016, затоа и неколку пати во моето излагање велам ревидирање неизино или потполно нова програма, за да многу е комплексен процесот на ревидирање на истата со оглед на тоа дека има 18 измени, затоа врз база на основата поставена од таа програма, која за мене беше квалитетно сработена, штета што не се имплементира онака како што беше предвидена, туку претрпи толку измени, таа може да ни представува база во која ќе бидат дадени сите согледувања кои велам да ги добиеме и врз база на тоа да се креира проектната програма за распишување на тендер. Да си дадеме рок од една недела на која што во писмена форма секој од нас ќе ги даде видувањата, забелешките, воочувањето на проблемите и визии за решавање на проблемите, за да можеме да ја креираме програмата. Не знам дали се слагате со тоа. И како мислите поинаку? Го беше таков, ние да ги добиеме сите овие материјалите, значи да, ова, денес ќе ги добиете. Да ги разгледаме, мислам сега вака како од Марс паднати, да ги разгледаме, да излеземе со предлози, па после ако треба дел по дел ќе се концепираме, ќе даваме други предлози, ама од негде да тргнеме, мислам јасно ни е сега што треба. Па значи, за да можеме да продолжиме со работа, велам, дали за 7 до 10 дена можеме да имаме уште еден состанок на кој ќе имаме јасни ставови околу овие прашања. Изволите. Оно што директно нас не засега гостителите. Планот и програмата убаво кажа, јасно определува каде ние може со гостителските објекти да поставиме урбана опрема, така? Меѓутоа, прашањето е поставувањето на зимската урбана опрема, исто е поставено со димензии, и тоа дали смееме да поставиме стакленици. Пошто Зоран на минатиот состанок кога требаше да се конституираме, убаво нагласи дека со законот за заштита на строго заштитено градско јадро, ние не смееме да поставуваме никакви жардинјери, стакленици и се така натаму. Меѓутоа, со прогласувањето на управата за ненадлежна, ние поставивме стакленици. Се прашањето моје ние да доставиме предлог како би изгледале тие стакленици, дали воопшто смееме да поставуваме и дали имаме некаква насока околу тоа, дали некој тоа може да ни го каже. Мислам, зборам конкретно за гостителството. Значи, мислам дека и тоа најголем проблем изгледот на тие стакленици, доколку ни се возможи ние да поставиме, да би доставили и предлози и би се адаптирале на некои законски решенија, меѓутоа не знам смеем или не смеем. Мислам, дали има волја да се продолжи во таа насока, да поставувам или не.
Што би доставиле ние како предлог за изглед ако не смееме да поставуваме? Јас мислам дека Зоран може поќе да ви објасни како е законот. Значи, ние овде можеме многу одлуки да донесеме, меѓутоа сите мора да бидат во релација со законските одредници. Не, тоа го и кажувам. Зоран убаво ни кажи дека со законот ние не смееме да поставуваме. Меѓутоа, исклучок беше програмата, се направи исклучок, што управата за културно наследство во Скопје се прогласи за ненадлежна, со тоа и музеот. И така ние достигнавме до моментот да поставуваме урбана опрема. Сега ние сме согласни да го измениме изгледот, доколку има волја од градот. Мислам, нормално советниците, стручната фела, како би изгледале тие, во кои димензии би се поставили и се натаму. Зоран мислам дека сега. Јас во тие три реченици што рековте, може евентуално да ги испратам законските ограничувања. Тие да бидат достапни до сите, па од прилика да се види што се може да би биде појасно дали нешто и може. На конкретното што прашавте, значи ограничувањата се тие дека не може заградување на јавниот простор и на фасадите на објектите да се нарушува нешто. Така, тоа и го прашувам. Значи, да. Нас ни се Мислам дозволи. конкретно да, затоа ти одговорив, меѓутоа ќе ги испратам тие ставови, членови што се од законот и од законот за заштита, од тие три реченици, тоа ќе биде и мој прилог, да видите од прилика како се до кај ни се границите, рамката во која што можеме или што не можеме да се движиме. Зоки, јасни бевме минатиот пат, дека ние не смееме да поставуваме. Да. Знам и што ќе бидат трите реченици. Меѓутоа, кога веќе се изнајде некакво решение и ни се дозволи, дали во иднина би се дозволувало да се поставуваме или ќе се тргнат скоро? Значи, тоа прави, дали воопшто да предлагаме решение или ме разбирате? Да. Значи, како јас да предложам решение, колку Јасно, и да е јасно, убаво, јасно, ако ти да. ми речиш не смеш да поставуваш. Да, и Тоа јас е поентата на моето решение, кога значи, не може да има решение. Како помош, Сам се разбираме така. ќе се движиме се што може да се направи, меѓутоа во законски рамки. Во законски рамки, значи затварање. Јас сум за законски рамки, значи да се разбериме. Не, И ние сме правни субјекти. Да, бе, да, не дали сме или не, него тоа е тоа што можеме и што во тој дел се мислам движиме. дека сме јасни. Да, така. да. И убаво ти ни кажа дека управата минатиот Да, за да, да да, ни се да, дозволи поставување се прогласи за ненадлежни. Јасно. Дали имаме услови за повторно да се прогласи за ненадлежна, па да бараме убаво решение, или не се или ќе се стопира поставувањето. Тоа од нив зависи, меѓутоа во Значи, не тоа верувам. ми е во тоа. прашањето. Меѓутоа Да не цртаме за џабе. јасно. Јас сакам едно прашање, Зоран. Тука се и Мила и Дејан, кои беа инволвирани во претходната програма. Програмата е донесена во 7 месец 2016. Да. Законот за старо градско јадро почна да функционира, ако не се лажам, од 30 септември 2016. Да. Значи, кога се правеше претходната програма, кога се прогласи ненадлежна управата, се уште не беше во функција законот за заштита на старото градско јадро. Не, извини. Мислам дека се проглаши ненадлежна 17-18. Тогаш се прогласи за ненадлежна. После тоа, Да, така? после. Од кога се донесе програмата? Тие го имаја законот, веќе на сила беше законот и тогаш се прогласи за ненадлежна. Да, Мила? Јас сакав само да кажам дека зборувам, мислам, во името на сите колеги, дека ние како стручна фела сметаме дека не треба да постојат тие стакленици, затоа што прво представуваат узурпација на јавниот простор и го наградуваат ликот на градот, така да ете и законски нели не треба да постојат. Мислам дека и од злато да ги направиме и најубави да ги направиме, тие сепак ќе бидат грди затоа што тие како површина не треба да постојат. Мислам треба да постои површина нормално за маси, за столици, можеби некои ролотенди, еве да речеме деталите ќе ги дефинираме додатно, дали ќе бидат до 3 метри, можда до она линија што е црната на широк со как претходно беа, но не треба значи да постојат вакви кои што висат со шипки од фасадите, кои што го уништуваат изгледот, исто кои овие нели како да ги наречам тие плевните кои што представуваат бариера
за луѓето, за инвалиди, за евакуација, не дај Боже да настане, значи, некој пожар, некој итен случај, значи, тоа е бариера за излез од објектот. Мислам дека воопшто не треба да постојат воиднина во оваа програма. Јас спомна црната линија, јас не се сеќавам дека некогаш сме ја смениле на друго место да биде линијата. Точно на лице место не е така и друга работа. На лице место, тоа сакав да кажам, значи. Да. Иначе линијата црна си од почеток до крај ама граница до кај треба може да се точно, постави например, урбаната опрема. Се со толкав распон одат буквално, јас не знам колку метри. Да. Значи, Изволте, Саша. Саша, и јас Се извинувам, значи да разграничиме некои работи. Програмата за поставување на урбана опрема е дојсена 2015-2016 година. Меѓутоа, пошто заврши низината рамка во тие 2 години, беше продолжена до нанесување на нова програма. Од 2016 се носат само измени на програмата за урбана опрема, а заградвањето на кафичите, односно ugostителските објекти, почна од 2017 година, меѓутоа со одлука за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема донесена од Советот на општина Битола. И врз база на таа одлука, Управата за културно наследство првично даде согласност за поставување, потоа се прогласија за ненадлежни. Врз база на одлуката за утврдување на критериуми и стандарди, која што е во функција и врз база на која што е еден од критериумите на кои што ги издаваме одобренијата покрај програмата, врз база на таа одлука се вршеше заградвањето, односно управата се прогласи за културно наследство се прогласи за ненадлежна. И затоа се издаваат одобренија за зимски услови. Измените што се прават во програмата се овие 10 измени што ги спомнувате и за зимско и за летно заградвање на ugostителските објекти во широк сокак. Иначе 99% од програмата е истата програма од 2015 и 16. И мислам дека главната работа овде како тело треба да се разграничи дали ќе се носи нова комплетна програма како што ги потенцирате автобуски стојалишта, фонтани, чешми, пешачки патеки или ќе се направи само измена во однос на урбаната опрема која што ги зафаќа ugostителските објекти. Тоа треба да се разграничи дали ќе се носи комплетно нова програма со проектна задача како што бара одделението од економски развој, што е нормално, треба да има насоки во која насока, или ќе се врши само измена на постоечката програма, од јас досега немам слушнато дека програмата не е добра и не ги задоволува потребите на градот. Значи програмата е стварно солидна, ги опфаќа сите услови. Може да се надгради, апсолутно, меѓутоа може тоа треба да оди со измена. А вака како што се денешниот разговор, фактички ќе се прави нова програма. Значи треба да се разграничи што сака телото, во која насока да ја движи програмата за поставување на урбана опрема. Бидејќи ние имаме постоечка одлука усвоена од Советот, која што има на располагање и Завод музеј галерија и Управа за културно наследство и врз база на таа одлука ние издаваме одобренија и функционираме. Сега треба да се знае што во програмата дали ќе биде целосно нова програма или ќе има измени и дополнување во одредени делови. Благодарам. Ние немаме таа одлука. До Завод и музеј нема никаква одлука таа. Нема. Мислам, пошто знаеме се прогласија за ненадлежни, толку нашите ингеренции. Токму тоа се прогласија за ненадлежни и врз база на тоа се издаваат одобренијата, иначе ако беше забраната на ОПТЕК, тогаш не ќе можевме да издаваме и одобренија. Добро, мислам, Управа за до кај нас не е ништо доставено. Ние учествуваме. Управа за културно наследство се прогласи за ненадлежна во однос на издавањето на одобренијата. Да, таа се прогласи за ненадлежна воопшто за целата планска програма. Точно. И програмата за урбана опрема, која што беше во 2017, мислам дека беше ставена. Сакал уште малце да се надоврзам на сам Снежана дека беше така. Да, неважно. Се извинувам. Значи, сите ние, угостителите конкретно, си го планираме и си инвестиции, бизнисот и се друго, така, како и вие. На вистина ни е потребно време, доколку не ни се дозволи да поставуваме оградување било какво, или адаптирање на објектите за пушачки дел, нас ни е потребно време. Верувајте, значи сме врзани со кредити и со обврски кои што не можеме преку ног да затвориме и така да биде. Значи имаме објекти во други делови од градот. Дали би важеле тие одлуки за тој дел од градот, во новиот градски реонски пазар? Не гледам дека таму, не знам дали опфаќа законот, дали го опфаќа строго заштитено градско јадро, пошто
Меѓутоа тој е нов дел од градот, не знам дали и таму не смееме да се оградуваме. Во програмата нигде не стоеше оградување. Тоа е Главната програма е оградување. Биле јасно, во ред, меѓутоа ние дојдовме до некакво решение. Ајде да не се навраќаме на истото. Дојдовме до решение, се поставивме, инвестиравме, се адаптиравме на... Јас разбирам, да, и ние еднаш го нагласив тоа, не сме задоволни со тоа како изгледаат нашите објекти на Широкова. Се разбира, значи не е наш дизајн, не е наш... Зато... Добро, не, пошто дојде момент да оставиме изглед. Ако е таков момент, мора да се... Тие дуќани треба да ги затворим. Затворите ако мислите дека не може. Како цел се работи? Во Лјубљана, Значи... толку со грејење под масите. Значи... Да, тоа е одлука за критериумјеве. Изборот, тоа како ќе се насочиме натаму е наш, меѓутоа ние да имаме еднаш решение. Па после да се адаптираме. Може малце да се расчистиме. Значи со програмата за поставување на урбана опрема 2015-2016 воопшто немаше заградвање на угостителски објекти. Со одлуката за утврдување на критериуми и стандарди од 2017 година, која после извесен период имаше и мала измена, тогаш се дозволи заградвање на угостителските објекти и тогаш се направи метална конструкција со стакло и така угостителските објекти овие 7 години се заградени. Мислам да разграничиме помеѓу програмата за урбана опрема и одлуката за утврдување на критериуми и стандарди. Тие се два различни документи. Добро, вред. Бојковски? Врете. Да, тоа... Меѓутоа, јас уште еднаш кажувам, еве се појавува проблем, кај и за детски игралишта, не е само за кафетерите и угостителските објекти. Сепак мора целосно, затоа нагласувам неколку пати, да се ревидира или да се изработи нова. Предлогот е да се ревидира постоечката или да се изработи нова програма, која не се однесува само на угостителските објекти. А значи, во прилог на оваа програма мора да се донесе и некаков правилник за критериуми и стандарди за урбаната опрема, без разлика кои се рестриктивните и дозволените мерки во него. Не ги дискутирам на рестриктивните и дозволените мерки сега. Тоа ќе следи по некаква одлука, валјда и дискусија. Ани, извини, Пелешко. Ани. Значи, тоа што почнавме на почеток, што сакаме да постигнеме. Ако во урбаната опрема, значи во одлука да стои дека не смеат повеќе да стојат тие. Ако стои така, значи ако поедини делови сакаме да ги измениме, тоа веќе е делот на вашата професија. Значи прво да донесеме одлука што смее, што не смее. Да знаеме што сакаме. Прво тоа, што смее и што не смее. И нема надлежно, ненадлежно. Има тешки и лесни одлуки, ама треба да се донесат. За луѓето да знаат, без оглед кој каде што како. И да нема 8 измени во една година. Така. Па, ајде да донесеме одлука. Прво за тоа, за да знаеме што сакаме да постигнеме. Да, извини Тања, само затоа и ова го свикавме во контекст да спречиме еден момент 5 дена пред луѓето да ја постават урбаната опрема, да се смени одлуката. И си зедовме за задолжение дека ова ќе го направиме во пролет и навреме, за да имаат месеци унапред, за да можат луѓето да знаат што ќе прават во зимскиот период. Тоа што е во лето не е спорно. Спорно е во моментот за угостителите тоа што е во зима. Да не ги донесиме повторно пред свршен чин на носење одлука дека не може да се постават затворените делови надвор за пушење на 3 дена пред почетокот на зимската сезона. Мислам дека тоа е некоректно и не фер кон никој. Заради таја цел ние почнавме сега во март, иако мислам дека малце касниме. И беше обеќано дека до 31 март ќе бидеме
готови и спремни. Затоа, значи, покрај тоа што ни требаат критериуми и стандарди, нас ни треба и целосно ревидирање на постоечкото и не се работи само за угостителските објекти. Да. Да види, пошто велиме годишна програма така, Така. да види кореспонтабилност со буџетот. Осим урбана опрема, ваква или таква, имаме идејни решенија за многу други работи во минатото, пред 2 и пред 3 години, ја се сеќавам, меѓутоа биле тргнати од буџетската ставка. Дали имаме пари да ги изведиме тие? Да бидат кореспонтабилни. После да не биде на ребалансо, сакате тоа што го донесува како проект луѓево или не сакате? Тоа ќе биде многу вулгарно, дали сакаме, значи нема дали сакаме, меѓутоа дали имаме пари. Значи, дали се во потрошени програмата ставките? јасно стои, мене ми е криво, тие немате во врака програмата, меѓутоа јасно стои кој инвестира во урбаната опрема. Значи, имаме тука и приватни инвеститори, имаме и општина Битола може да инвестира. Како приоритети може да се дефинираат во годишната програма кои ќе бидат сигурно влезени во буџетот, меѓутоа ние оставаме можност и приватните инвеститори кои сакаат да инвестираат и немаат реперкусии врз буџетот на општина Битола, да имаат можност да инвестираат во делови од урбаната опрема. Збораме реално, се извинуваме на работа. Се извинувам, Мила беше така идејно решение за јарболите, така? 4 години. Ги имаме јарболите? Ги немаме и мостовите, јас колку се сеќавам. Јас бев во таа комисија и мостовите ги немаме. Се сеќаваме тука? Ке ги ревидираме сите мостови. 3 години ги имаме? Значи малце да збораме конкретно. Мостовите ги немаме 10, вака да ве подсетам. Збораме за последните 3, јас сега 10 претходно. Тања? Сакав само да пресечам малку, само во круг се вртиме. Дајте, испратени ги материјалите и да се изјасниме сите. За идната недела пресечиме од кој нашата стручна фела, што сака, нивната, што сака, сите ја видиме и да составиме. Јас во тој контекст ќе го замолам Зоран, пошто си изеде за обврска, во тие 3 реченици, законските одредници да ни ги доставиш од Законот за заштита на културно наследство и Законот за Староградско јадро. Така, Благојче? Здраво на сите, јас бев предизвикан од говорот на Мила, бидејќи не посочи сите колеги. Еве конкретно јас не се сложувам со нејзината констатација, бидејќи градот е за луѓето и треба да одговара на потребите на луѓето. Па да, мислам дека е пуштен, да. Има еден голем опсек на урбана опрема. Еве конкретно мене сега на памет ми доаѓа електрификацијата. Значи ние полначи за електрични автомобили не можеме да поставиме никаде, бидејќи во постојната програма не знам дали се наведени, што е така. Меѓутоа би било апсурд да чекаме ние програми на 6 години или 7 за нешто што може веќе не прегази времето по 7 години, да не треба ни полначи да се полнат безконтактни, не знам. Од друга страна, ние исто имаме еден несреќен закон за Староградско јадро кој зонира и конкретно еве Пајтон се наоѓа во објект од модерната архитектура. Значи не може ние на објект кој е граден 70-тите, 80-тите години да аплицираме некој побарување од аспект на заштита на културно наследство за објекти кои се градени пред 150 години. Значи ние имаме такви интервенции низ оската на широк сокак, кој веќе тој историски широк сокак го нема. Дали треба или не треба да има тераси затворени, јас таа дискусија би оставил за понатаму. Работата на ова тело јас ја замислувам како програма во која ние треба едноставно да ги посочиме косењата со законите од повисоко ниво.
од Закон за заштита на културно наследство, Закон за староградско јадро на Битола, Закон за урбанизам, за градење и така натаму. Како треба да изгледа, дали треба да ги има, дали не треба, то би го оставил за понатаму. Добро, ворите, тоа е така. Иако јас многу не се слагам со излагањето, ние не ги штитиме објектите на широксокак, амбиенталноста на широксокак ќе штитиме. А не можам јас, кога ќе поминам, извини, Марио Пајтон, што го посочуваме сега, да замижам покрај Пајтон, оти не е историски, архитектонско-историска вредност и да ги опулам очите после кај Равена, оти е поединечен споменик. За мене е битна амбиенталноста на Широксакак и за мене е најзначајно да сме тоа што сме, да си го сочуваме културниот идентитет на градот. И за мене не е несреќен, туку е среќен овај закон, само паметно да го искористиме и да знаеме да ги имплементираме не како облигации неговите одредници, туку да извадиме корист и профит естетска од тоа. Тоа е моје мислење. Кратко само да се обратам до музеот и до фелата стручна. Што ќе речите за касарната? Се имате побунето некогаш. Што ќе речите за сите куќи, 80% што се распаѓат од старо градско јадро? 80% од културното наследство се распаѓа. Па побунете се еднаш бе луѓе. Јас сум поголем естета од сите овде. Јас сакате ли си грдо да биде? Знам дека е грдо. Не ми кажувајте мене. Улица Македонија што ќе речите, кажете ми. Кажете ми бе луѓе. Значи, овде сме за да најме решење. Да не е грдо, а нештото да функционира. Заедно овде, ние си го сакаме градот. Бандери, со овие жиците од телефоните, новите од телевизиите, не можеш небо да видиш. Па пред 50 години се пикаја под земја каблите, сега уште по бандери се тега. Не имаме несрекни решенија со сандучи. Законот е супер. Што речеме за казината? Значи, за Пајтон 10 пати дојде од музеј, што вика во нов објект, од музеј ми дојде дали е во ред или не е. Дрвени излози треба сегде. Кој има дрвен излог на Широксакак, кажете? Никој. Казина. Јас сум од кај вас. Сакам поуба да види. Се да види. Да најдеме решење. Дали има пари, нема пари. Треба, значи, редоследно точка по точка нов, значи, предлог закон да се изгласа, да се води точка по точка. Засегнатите луѓе што се односно сфери на нештото дел по дел да се собират, да се решават и на крај политичка одлука ќе се има во Совет општина Битол и да сме здрави и живи. Па и всушност тој насоката да се... Вака не ќе можеме 3 месеци да најдеме решење. Затоа... Иначе од кај вас 100% не знаете. Само да појаснам, управните постапки што се инспекцијските органи се надлежност на управата. Значи, ние како завод, како надлежна институција немаме ништо од тој дел. Ако нешто се направи, било што велите, излог, било каков, треба да дојде инспекцијскиот орган од управата. Ние немаме надлежно, не сме ни обврзани да ги известиме. Значи, ние реагираме по пријаве на граѓани или кај што ќе видиме дека нешто се релативно се случи. Тоа што беше доаѓање претходно, тоа беше пред донесување на законот, кога бевме обврзани да видиме, да следиме состојбата и да ради тоа идевме. Само да иде некој на кафе. Добро, колу законските, значи, јас би сакала сега да резимираме. Мислам дека од сите ги имам мејловите, така, на листот. Јас ќе ви ги пуштам сите програми уште денес попладне и ќе ве замолам на истиот тој мејл да ги собериме некако сублимирани со гледувањата, да не се расплинваме во некаков разговор за следниот пат и согласно таја програма, што веќе ја имаме, во која учествуваа децава и ја работеа, да одиме точка по точка и да донесеме заклучок дали сакаме да ја ревидираме истата или да направиме целосно нова, а на крајот да формираме критериуми и стандарди за урбаната опрема, за изгледот и техничките карактеристики на урбаната опрема, затоа што во програмата, за која што зборуваме од почеток, воопшто нема критериуми околу
кафетериите, затворањата на шанковите, какви треба да изгледаат и кој треба да биде нивниот изглед, она несрекно зелено, крем, како беа тие, маслилесто зелено, да. И затоа мислам дека можеме вака овде да завршиме и да си дадеме за задача дека 7 до 10 дена ќе ни биде следниот состанок на кој ќе излеземе спремни со заклучок за отпочнување на тендерската постапка. Венцо, нема да спремиме целосна ние нова програма, само смерници ќе ви дајме да го распишите тендерот. Тоа е целта, да. Смерниците се битни. Ние што, ако измислиме и после идеме на совет па се расправаме, јас мисле вака и ја давам предлогот така па да се расправам. Значи добро е да имаме заеднички консензус за многу работи, согласно закон нормално. Сето тоа да би издржано, затоа се сите тука, да речеме и од урбанизмот и колегите и од музеиците, да не правиме некоја грешка, а да направиме стварно соодветна програма која за сите да добрата награда. Ние ќе спроведеме јавната набавка врз основа на тоа што сите овде ќе најдеме некој заеднички консензус законски нормално. Дали ќе можам да добијам такви, да речем, 3 реченици што би ги рекол Зоран? 3 реченици за да ги знаеме кај ни се смерниците и ве молам сите разгледајте го пристапот како е пристапено кон изготвувањето на основната програма за урбана опрема, а јас би го замолила Сашо критериумите во кој службен гласник се, за да можам и нив да им ги пратам да ми кажете. За да завршам побрзо работата. Добро, благодарам.